скоро. Дојди, мили Исусе, во моево срце. Дојди, мили Исусе, во моево срце. И еве ке дојдам скоро, и со мене отплата. Секому ке дадам според делата, колку љубов во срцата. Секому ке дадам според делата, колку љубов во срцата. Таму одам кај тебе, Христе Боже, кај тебе. Таму одам кај тебе, Христе Боже. Слава ти, Господи Исусе Христе. Татко, Татко небесен, Татко наш, Оче наш, Татко на сите, возљубен Татко, што ги љубиш сите, што ни даваш живот, здив и се, што ни го даваш Твојот мир, што ни ја даваш Твојата љубов, што ме држиш здрав и исправен, што ми го отвори срцето да разберам, да се покајам, да бидам исцелен, да разберам зошто сум овде на земјата, зошто на земјата се има рок на траење, зошто немам доволно љубов без Исуса за сите, како да останам во царскиот закон на љубовта, да ги љубам сите. Ти, Господе Исусе Христе, да живееш во моето срце. Те сакам, Господе Исусе Христе, да ме промениш, да ме родиш, да ми го покажеш патот на љубовта. Слава ти, Господе Исусе Христе. Ние зборуваме за заедништво, за соединување, за свадба. Свадба, знаете, овде сум во Егејска Македонија, на Македонскиот полуостров, каде што денеска се испилиле постмакедонски идентитети. Поголем број од нив христијани, а немаат љубов меѓу себе, мислат дека се во Исус, дека се негови ученици, но сепак во стиховите ќе ве познаат дека сте мои ученици. Ако се љубите меѓу себе, љубов нема. Грци, бугари, албанци, срби, натосани европејци, луѓе кои се тепаат и мразат, луѓе без доволно љубов, кои ќе плаќаат на крајот со крвта ваша на главите ваши, како што им вели апостол Павле на израелците, во дух нели. А ние го имаме Господ Исус Христос, кој плати за нашиот грев, не откупува од канчите на сатаната, ни дава сила и наплив да се фатиме за него, да се стегнеме со појасот на вистината, да ја спознаеме вистината, да разбереме дека сами не можеме, дека овде сме на земјата привремено, а ние сакаме да останеме вечно. Ние длабоко во себе, во секое срце, го имаме тоа сознание, дека сме биле вечни, сме се одделиле со сатаната, сме паднале на земјата, паднав на оваа земја и вдишив, ни вдахнал дух, ни дава малку време, ни испраќа некој човек да ни зборува за Исус, да се промениме во љубовта. Те сакам, Господе Исусе Христе, лебот наш насушен, дај ни го и денес. Дај ни го и денес. Сатаната го искушува Исус во пустината и му вели: направи, ако си син Божи, од овие камења да станат лебови. Можеш ли ти да направиш од камењата да станат лебови? Камено срце, камена душа, тесно срце, тврдокорен ум, изопачен човечки ум, мислите непокорни, непослушност кон Бог. Не може, што е тврдо срце. Само Духот Исусов може да направи промена. Мораш да му го дозволиш тоа, тој ти испраќа некој човек, ти сведочи за Исуса, а ти се држиш до твоите традиции, како што израелците се држеа за своите традиции и го распнаа Исуса.
си го читаат Мојсе и пророците, си имаат кабала, талмуд, своји сознанија, своји мудрости, си се гордеат. Ме најде на интернет, он е учителот, Исус. Еден сотрудник коментираше нешто на еден пост, цитираше стихови од Светото Писмо, еве како доаѓаат сотрудници, му пратив една книга, една песна и посака да дојде кај нас. Има некои луѓе се јавуваат, сега ми се јави една жена на месенџер. Гледам дека имате исцелителни терапии, кој исцелува, ме прашува. И викам, Духот Исусов. Аха, вие ли исцелувате? И после ми рече, добро да го прашам, значи Исус дали да дојдам кај вас. Јас си реков, дојдете на едно кафе, на еден разговор. Да го прашам, Исус така велите, значи ги слуша заветите. Потом ми вели, зарем да им простиме на хомосексуалци, педофили, лесбејки, демначи, силувачи, убијци, наркомани, политичари, да им простиме и ги наредува сега сите. Бугари, срби, грци, албанци. На то се ни европејци, што на вистина прават зло, но тие се под власта на поднебесните сили на злото. Да, и реков, Исус е судијата. Пак и пратив и реков, после тој датум, кога ќе се вратам од едната во другата Македонија, со физичкото тело, и со духот сум присутен, како што вели Исус Христос, односно апостол Павле, преку апостол Павле зборува духот на нашиот татко. Кога ќе се вратам, таа ќе го донесе решението. Знаете, му пратив една книга посека да дојде да слави со нас и ја прашав дали имате потреба од исцелување или жет за знаење. Многумина имаат жет за знаење. Тука сега одевме во Паралија и кога да видиме, слегува еден стих во духот, стихот е на крајот останува, тоа што ќе се запази и задржи, што ќе издржи три работи кои не се телесни, материјални. Тоа е верата, која не можете да ја допрете, можете да ја видите низ дела. Тоа е надежта, која исто така не може да се допре. Ти гледаш некој човек живее во надеж, не се откажува. И тоа е љубовта, значи три нематеријални работи. Ми слегува стих и кога гледаме да наш познаник, познат човек со кого сме биле заедно, но сме се поделиле затоа што Исус ни дал служба. Тој беше мастер, па стана пастер, новопокрастен на брзинка, па сега има некоја висока функција. Само со полагање раце, без вистински да се покае, да разбере. И го среќаваме на истото ниво, држи семинари, ние го благословуваме. Првин го осудивме и се упативме на Бродвејската улица. Тие нас не видоа, ние ги видовме, духот ни покажа. Значи слежа овој стих, што останува? Верата, надежта и љубовта. За тоа треба да се држиш. Не си ти судијата. И ние малку почнавме да зборуваме против него и веднаш го сгрешивме патот, отидовме на широката улица што води кон пропаст, се покајавме, го благословивме, молете се за непријателите своји и веднаш се вративме на тесната патека што води кон животот. Значи да дојде да слави со нас, го донесе духот, но кој дух го донесе, се враќаме на тој намерникот, или кој дух го донесе, духот на овој свет или духот на вистината. Значи, пак има два духа кои се битни. Треба да ги разликуваме. Духот на Исуса ли го донесе? Ако го донесеше, тој ќе имаше служба и ќе дојдеше овде. Нели, важно прашање за живот и смрт. Кој дух те води? Дали духот Исусов те води? Постапуваш по неговата волја. И сега ми рече дека одел во една домашна црква. И ние го разбираме тоа. Црквата е на Исус. Таа е духовна. Има само една црква, едно стадо и еден пастир. Немаш повеќе заедници. Тие се поделиле овде по телесно читање. Значи, одам во Исусовата црква. Ако јас одам во Исусовата црква и тој оди, ние ќе се препознаеме дека сме негови ученици, ако се љубиме меѓу себе, ако Исус пребива во мене. Кога ќе не се разбирам со некој, така човек што е учен телесно, му велам, во еден од нас има друг дух. Или сум јас во грешка, или си ти по извесен период, ќе се покаже на телесно ниво која е грешка, а може да се постапи и како Елисеј, ако сум слуга Божи, да слезе пламенен оган, да изгори се што не е од Исус меѓу нас двајцата. И ако тој рече амин, по извесен период ќе имаме материализација. Значи дојде кај нас, беше, го видовме еднаш, два пати, не се согласува со се што сум говорел. Значи проповед, му се допаѓаат песните и славењето.
но ова не му се допаѓа. Видете, кога ќе треба ти да се промениш, кога ќе ти каже некој сатанската природа има отпор, не дозволуваш. Значи, проповедта не му се допаѓала, а песните. Види, песните и проповедта се од истиот извор. Јас сум само сад, јас го кажувам тоа, јас не сум достоен ни врвките да му ги одврзам. Целата суштина му се допаднало славењето. Славењето и проповедта се во еден дух. Значи, не зборувам јас. Духот зборува, ако тоа не го разбираш, ќе си останеш во твојот дух. Мислиш дека знаеш, дека си посебен. Врти ја проучува Библијата, додека јас кажувам, зборува Духот, тој ги гледа стиховите дали се веродостојни. Без шлемот на спасението, секоја мисла не е покорна на Исус Христос. И потоа ми зборува дека сум рекол дека водното криштение нема некое значење. И го кажува на слика евнухот кога е крстен во вода. Сега тоа за евнухот сум го објаснувал во Духот повеќе пати. Евнухот први нема телесни сексуални односи, бидејќи му е одсечен половиот орган. Тој доаѓа од Египет, од материјалниот свет, поминува еден пат. Можете да го разберете ова како приказна или како духовна состојба. Поминува и доаѓа во Израел. Доаѓа во Соломоновиот храм, кај што се чувал ковчегот на заветот. 10 Божји заповеди. И таму се случувале материјализација на надприродни слушки. Нечисти луѓе умирале и така натаму. Ковчегот не смело да го допре никој, ни животно, и тоа умирало. Или нечист човек кој влегувал во тој задниот влез на храмот, во олтарот, кај што се чувал тој ковчег на заветот, го носело левитите, изгубеното племе се вели денес. Па кои се тие? Зошто се изгубени? Па веројатно се ангели. Зарем можел телесен човек да го чува? Ете, јас го праќам мојот ангел, зборува за Јован. И сега, ми праќа проповеди кај дојдовме. Мислиш дека знаеш, ја превртува Библијата, а секоја мисла треба да е покорна на Исус Христос. Значи, евнухот доаѓа таму и се поклонува. Потоа наглас ја чита Библијата Исаија и бара некој да му помогне. Филип духот го носи, Филип му вели на евнухот, го разбираш ли тоа што го читаш? Го разбираш ли ти ова што слегува? А тој вели, како да го разбирам ако некој не ми објасни? Значи, тој не вели го разбирам како ти веднаш си прочитал нешто, си слушнал некој проповедник и мислиш дека го разбираш. И Филип му зборува за Исус, му сведочи. Пазете сега, евнухот го прашува, што ме спречува да се крстам? Тој е тој проблем што те спречува. Што те спречува? Ако веруваш од срце, значи верата е од срце, со срцето да разбера. Како е тоа? Па тоа го сакаш, не сакаш ништо друго. И наоѓаат една вода, тој влегува во водата со сето свое срце и душа и духот слегува над него. Но имаме случај кај што духот не слегува, например претходно Филип, каде беше во Самарија, тој ги потопи во вода, но духот не беше слегол. Доаѓаат Јован и Петар. Може да погрешам некоја име, но духот го зборува. Пазете, доаѓаат други двајца апостоли. И например се кажува дека Симон не прима дух. Значи, иако си искапени, тие немаат дух, затоа што срцето не му е право пред Бога. Видете, има неколку елементи, а ти ако не ги разбираш тие, значи, ја вртиш Библијата без шлемот на спасението, секоја мисла треба да е покорна на Исус. Он да мисли, он да те води, учи и обликува. Ти не можеш да го разбереш тој принцип, бидејќи принципите кои се учат во деноминацијата, која поттикнува на христијанство, на проучување, но на телесно ниво, ти вели еднаш спасен, за секогаш спасен, што е погрешно. Кој ќе претрпи до крај, ќе биде спасен, да не го обрасуваме тоа. Или само верата вели. Ми верата без дела е мртва. Или само благодат, благодата да не остане празна. Или само Словото, па Словото без дух е мртво. Или вечно проклество, вечен е само Таткото небесен кој е љубов. Се друго е подложно на промена. И други работи кои те држат врзан и пасиван, дека не треба ништо да правиш, се направил Исус за тебе, дека доктрина на предодреденост, дека некои се родени лоши, некои добри, тоа е Божја волја и не можеш ништо да промениш. Ние зборуваме за промена, да се родиш одново, да умреш стариот. Потоа ми праќа проповеди од интернет, апостолска црква некоја. Човекот се дере на цел глас. Гледам дека е друг дух, како гледам, не знам, духот со тело или без тело.
уште предходно, пред да бидам во оваа состојба, да служам со сето срце на Исуса Христа, тој ме учеше да ги разпознавам духовите. Само духот знае што има во човекот. Кога не го разликуваш духот, ти си во друг дух. Духот на овој свет, представен како Исусов, ќе прелаже многумина. И тие мислат дека се христијани, мислат дека се спасени. Говорат, а не извршуваат. Црквите ги владеат фарисеи и садукеи, за сите се однесува. Сатанска синагога, евреи кои не се евреи. Тоа е состојбата во денешните цркви. Мртви коски, немаат дух да слезе да ги оживее. Ја отворил Библијата, проверува кажани стихови, се однесува како телесен студент на земен факултет. Заедништвото со Исус е духовно. Со своји сили, ум, желби, замисли, себељубие, занес, без вистински да му се предадеш на Исус, да се оставиш стариот, да се родиш во духот да те поучува. Тешко го разбираат луѓето. Тие не го разбираат неова, нека биде волјата Твоја, Татко, како на небото, така и на земјата, така и во секое срце. Тие со својата волја мислат дека се христијани. Нема такво христијанство. Не се согласува дека не требало да се крсти во вода. Ние сега зборуваме кој крсти, водата или крсти? Добро прашање. И имаме, Лоренс Новосел го кажува тој пример на Дерек, на Кенет Хейгин, бил баптиста, болен од 100 болести, дека не светнало дека со раните Исусови сме исцелени, лежал од најчудни болести, станува, поверува и разбира дека влегуваш во водата кога се крстиш, кога се капеш, водата не крсти. Влегуваш сув грешник, излегуваш мокар грешник. И потоа има една друга служба, тој е баптиста и го објаснува зашто еден наш сотрудник не вели, денеска спасивме 10 души, ги потопивме во водата и слезе духот. Му викам, тоа не значи дека си... Не, духот слезе. Сме гледале такви други харизматци, пентакосни цркви. Може би Тринитас, како би се рекло, кои не разликуваат што се тоа личност и што е тоа единство во дух. Оди, положува раце, доаѓа во Скопје, спасивме толку луѓе. Веруваш ли Исус, верувам, таа працата и готово. Со срцето треба да разбере. Добро прашање. Го капеш телото или душата, дали водата те крсти? И му заповеда Господ Бог на човекот и рече, од секое дрво во градината можеш да јадеш, освен од дрвото на познанието на доброто и злото. Значи ти знаеш самиот се водиш, јадеш од тоа дрво на познанието, од него не јади, зашто во оној ден кога ќе вкусиш од него, те сакам Господи Исусе Христе, ќе умреш. Видете, во Битие, и тој слуша проповеди, знае што е добро, си тера со својот ум, се уште си во Адамовиот грев. Мораш собственоста да ја промениш, мораш да му го предадеш твоето срце, да се насели во срцето, тоа е вистински однос. Не е тоа поезија, теорија, драматургија. А тој слуша проповедници на интернет, од некоја црква, жеден за знаење, има многу такви. Жедни за знаење стојат на исто ниво, срцето им е мртво, камено. Можеш ли од тоа камено срце да направиш леп? Не можеш. Само Исус со Божја интервенција, без да ги разликува духовите, сака да знае што е добро и зло. Те сакам, Господи, ќе биде затруен, заробен од духот, измамен од духот на овој свет. Сатаната се преоблекува во ангел на светлината. Црквите се завладеани од сатански водачи. Некој несвесно, некој свесно. Например, држи семинари на истото ниво, во истото место. И паѓа на оној момент, не можеш да му служиш на Бога и на мамона. Целата суштина е парите кои ги влече од верниците, врзан за тоа, неразчистени емотивни состојби со разводот на бракот меѓу мајката и таткото. Ги мрази мажите, прави комбинации, ги дели. Најдени се книги на чародејство, за кого ви зборувам, пазете, наш познат
мастер кој ново покрстен стана пастер, а сега не знам што е. Но јас го благословувам, прости му татко, не знае што прави. Знам дека еден ден ќе дојде, ќе падне на колена. Пред кого? Па пред еден Христов сотрудник и ќе рече, на вистина сова се Бог. Да се помолиме за него, вистински да се исчисти, да прими. Другата приказна е крвта ваша со главите ваши, на главите ваши, сам ќе плаќаш. Вечности ќе поминат, но тоа е се променливо. Се додека не кажеш благословен е оној кој доаѓа. Значи, ние одиме, ги гледаме таа заедница, слезе овој дух дека на крајот и тоа што ќе остане се верата, надежта и љубовта. Тоа останува. Тука има повторно тројство, како што тие мислат Отецот, Синот и Светиот Дух, три сведока. Зошто е тоа така? Тој знае таткото во тело или без тело. Значи, измамен си од духот на овој свет, заробен си, затруен. Му велам дека не слушам телесни проповедници. Ми дава некој проповедник, го гледам, доволно да погледам, гледам дека не е тоа. Не е тоа Исус. Мнозина ќе речат овде е, онде е, овде е. Вие ќе речете како јас знам. Па гледајте ги делата. Гледајте ги делата, дали добивате мир, дали има исцелување, дали се случува ова што се зборува, доаѓаат луѓе кои не се во заедницата. Јас сум само сејачот на словото. Друг доаѓа и жнее. Проповедници слушат телесни, велам да не слушат телесни проповедници, дека добивам од духот, не слушам телесни проповедници, не сакам да се затрујам. Не гледам веќе ни филмови, не читам книги, не можам да гледам сатански работи. Луѓето не разбираат каде поаѓа зборот и каде завршува. Збор во нељубов е грев. Грев смртен. Тоа значи без Исус збор. Своеволно благочестие, со свој ум, со изопачен телесен ум. Не секам да се затруам, не го разбира тоа. Со своји сили ја проучува Библијата, во телесен дух јаде од дрвото на сознанието на доброто и злото. Еве ги стиховите. Еве Адам, ти си тогаш Адам, синко, стана како еден од нас, знаејќи што е добро и зло, но сега да не ја испружи раката своја и да земе од дрвото на животот и да вкуси па да заживее вечно. Пазете сега, значи не си, тогаш стануваш смртен ти. Тогаш Бог го изгони, тоа е состојбата на сатанската природа, од градината Едем, за да ја обработува земјата, односно душата, бидејќи ти си земја, како Каин, од која беше земен една Мојсеева, прва Мојсеева 3:23. Видете, тоа е тој момент. Самиот знаеш, самиот проучуваш, се уште сте чеда Адамови, и да не речам сатански, бидејќи две постојања има, синови Божји, синови Исусови и синови на проклетството, синови сатански, синови човечки, синови телесни. Значи, знаење кое возгордејува ти самиот и љубов. Исус, кажете, таткото кој ослободува, но мораш да му дозволиш да се насели во твоето, во моето срце, тука, со срцето, ако веруваш од срце ќе се крстиш. И сега видете, тој дознал за Исус, му кажал некој, исчекорил неколку чекори од Египет, од материјалниот свет, значи зборуваме Египет, израелците со Мојсеј што преминаа преку Црвеното море, ќе ви се разјаснат полека, не мора се да знаете наеднаш. Доаѓа во пустината и треба да бидеш гласот на оној кој вика во пустината. Можеш да исчекориш неколку чекори, да се фатиш за Исус со појасот на вистината, да се држиш за Исус. А израелците морат 40 години и скоро сите изгинаа во пустината, малкумина се спасија. Им требаа само неколку дена до ветената земја. И ти си во таа состојба, си дознал за Исус и сатаната доаѓа и ти искушува во пустината. Исус е искушуван 40 дена во пустината. И тој пости. Тој ти види како искушува. Ако ми се поклониш, што ти се па сакам да јадам, сакам ова телото што ќе ти каже. Камења, лебови, да рипнеш таму, ја ќе рипнам сега. Сега ќе направам јас ова. И првата помисла, например, со некој,
го има онака кај Елисеј, ако сум син Божи да слезе пламенен оган и да го изгори, јас би го фатил, например, мастерот, пасторот. Би го направил тоа. Так, ќе го стегнам во раце, ако сум слуга Божи да слезе пламенен оган и да изгори се што не е од Исус, ако рече амин, отиде работата во Исусовата, од широкиот бродвески пат. Но не е мое. Јас не постапувам од себе. Знам кога ќе скршнам по Бродвеј, широкиот пат и ќе одам во лажната света гора Холивуд, кај што сатаната владее и го прави војни во светот. Има уште една света гора во Македонија, во Егејска Македонија, овде каде што сум сега. Те молам за грците, бугарите, албанците, србите, НАТО, Европската унија. Да им ги отвориш срцата, да не се пизмат и да не се мразат. Ја враќа Македонија во твоја собственост. Значи една света гора овде и светата гора, маслиновата гора на Исус. Значи знаење кое возгордеува и љубовта која ослободува. Исус во тебе, ти во Исус, во дух исполнет, учен и воден, во едно тело и еден дух, тоа не е теорија и поезија, ми вели дека не се согласува со мене, например, за водно крштение. Видете, ако Исус зборува и ги пее песните, преку 50-60 песни се слезени. Некои ги гледат преку 1000 луѓе, јас не ги познавам тие, а на проповедите сме 20-тина, 15-тина, зависи. Те сакам Господи Исусе Христе. Ако Исус зборува од мене, не се согласуваш со Исус, ми посочува дела 8.26, тоа го кажувам, го раскажа Филип. Видите, тој действуваше пред мене да го отворам ова прашање. Филип го води духот и го слуша духот. Пазете, оди на југ, сретнува евнух, ви го раскажав тоа, дошол во Ерусалим на поклонение, е ковчегот на заветот. Духот го води Филип до него. Филип не оди самиот, не исцелува самиот, затоа тој вели не оди сам, не слуша проповедници, затоа тој вели не положувај раце пребрзо. На YouTube. Виде дека евнухот чита од Исаија, ама не разбира сам, бара некој да му објасни. Барајте и ќе најдете. Чукајте и ќе ви се отвори. Кој сака добива. Значи посакуваш, што сакаш ти? Световно да добиеш царствата на овој свет. Па тогаш му се поклонуваш на сатаната. Сите водачи тие што се богати се поклониле таму. Овој свет има рок на трајање. Ние зборуваме за царството Божјо кој ни приготвил тој царство, кое нема крај. Вечна љубов во која ти се претопуваш. Не јаде од дрвото, бара, значи евнухот. Филип му каже за Исус, стигнаа на една вода, евнухот посака да се крсти. Ако веруваш од срце, се гледа кога е во срце. Кога ќе тргне нешто надолу, дали трчаш по кардиологија, не знам, мандрагологија, водиш по телесни доктор или стоиш во Исус и не отстапуваш. Бараш да се покаеш, да ти покаже во срцето за да бидеш исцелен. Ако веруваш од срце, можеш, дела 8.37, верувам дека Исус е Син Божји. Значи, верата е таа што стана. Што значи да верувам? Па да се претопам комплетно, да му предадам се што имам. Тој да владее, да живее во мене. Тој, не јас самиот. Исус да ме води. Веруваш ли? Верувам дека Исус е Син Божи, се крсти, воден од дух, понизен, бара толкување, верува од срце, не со умот, и духот Исусов доаѓа во него. Значи, срцето треба да ти е право. И сега одиме ние по тој плоштадот, таму во Паралија купувавме и ми слегува тој стих. На крајот останува, или тоа што ќе остане, или обстојува, или сега. Тоа значи сосредоточен миг кога си ти пред Исус. Остануваат 3 работи. Ниедна од нив не е материјална. Верата, можете да ја допрете. Што значи да верувам? Веруваш во Исус? Да, и верувам, ама и живееш по стар начин. Ако веруваш, ти ја фаќаш планината Олимп и ја фрлаш во морето. Што значи тоа? Што значи тоа? Ти сакаш планината да ти се поклони или ти да и се поклониш. Не само на Исус му се поклонувам. Верувам од срце. Тоа е доверба, повереност. Не се грижам за ништо. Па имаш надеж. Во кого се надеваш ти? Ти се надеваш во луѓе дека ќе се промени нешто. Имам еден син, да му дадеш сила, тој верува дека ќе се промени тоа. Не значи ти дека веруваш, тоа нема да се оствари. Овде е пишано, има нешто што е пишано.
нешто што е Божја волја. Секој треба да се спаси. Он чека долготрпеливо да се спасиме. Ти дава време, ти се занимаваш, ти сакаш да решиш. Ти си донел решение дека тоа ќе се промени. Верата која е нематеријална, тоа останува кога ќе се представиш пред Исус еден ден. Ќе се представиш. Верата. Имаш ли вера колку си напало зрно? Толку ти треба да ја фрлиш планината. Стани планино и фрли се од морето. Тоа што тебе ти се натоварило, што не ти дозволува да исчекориш од пустината кон ветената земја. Надеж имам, на него се надевам. Не се надевам на ништо. Исусе, тебе сум ти предал се. И дури кога действувам нешто или одам на суд, земен заради нешто, тој вели од мене крадат, па ја тушам организацијата. И судскиот процес трае 4-5 години. Гледате дека земниот суд не е како што треба. Еден е судијата. Што да им простам на тие? Па да. Штом почнеш да осудуваш, ние го имаме тој стих, молете се за непријателите своји. Значи, надежта, дали се надевам во Исус или се надевам на луѓе. Тоа е тоа што останува. Тоа се духовни поврзаности со Исус и последното е, љубовта е најголема. Зошто? Па љубовта е природата на мојот татко. Тоа е нашата изворна природа. Ти си излегол од таа природа, си посекал ти да бидеш, значи не ја признаваш состојбата. Ти не можеш созданието да му речеш на Создателот, јас ќе ти кажам како ќе правиме. И тие велат, Бог нема син. Ние сме синови и керки Божји. Синови на еден татко, деца на небесниот Отец, паднати на земјата, кои имаат време на милост да повикаат кон Исуса Христа, да примат сила на дух, вистински да примиш, да се оставиш стариот човек, да се облечеш во љубов, да бидеш љубов, да ја оставиш сета нељубов, да го оставиш дрвото на познанието, на доброто и злото, да исповратиш тоа се. Умирање на стариот човек е тоа што треба да го научиш. Тие со стариот човек си тераат со свој ум, своји мисли, своји толкувања. И тоа е мртво христијанство, празна благодат, празна вера. Слово кое убива наместо да те ослободува, оживува. Духот е тој, словото е дух и живот. Но тие кога користиш како камења, прелюбодејство, го зборуваш од себе си, покажува непокорност кон Бог. Ти самиот знаеш, те сакам Господе Исусе Христе. Ти благодарам што и во овој ден си во моето срце. Предавам се во Твоите раце, душава, телово, да бидам храм на Духот Свети. Целата заедница за промена, да дојдат сведоштво, да не се плашат луѓето, да победиме со крвта на јагнето, вистински и со словото на своето сведоштво. Верувам во Исус, јавно зборуваше евнухот, кога дојде Филип, јавно не се срамеше. Слава ти, Господи Исусе. Сатаната јавно се фали себе си, се рекламираат се и се што лажни цркви, лажни доктрини, Содома и Гомора, вакцини, труења со храна, лажни информации, татко на лагата. Цела држава ја водат лажговци двајца, едниот па другиот. Други што убивале непокајани народи, убивале народ македонски, наместо да се покајат, тие тврдат дека не постоиме ние. Тоа е исто како на светскиот форум во Давос, челникот на нашата земја, еден од вашите што сте го избрале, слеп водач кој ве води во јама, бил таму, се изгласало дека Исус е лажна вест, ке си направат тие олтар, како што пишува во Откровение, ке се прогласат Бог. Тој бил на тој собер, тој му се поклонил. Вашиот водач, главниот, како го рекате, председателот, се поклонил на сатаната. Вие гласајте го само, слеп кога ве води, вие ќе паднете во јама. Значи, ако ми се поклониш, ќе ти ја дадам сета власт. Така тој се поклонил, ја добил власта врз вас. Среќа е што голем дел од македонците. Сега зборувам за тој народ. Мојот народ гине од незнаење. Под македонци мислам и на грците, бугарите, србите, албанците, на сите словени. Тоа се постмакедонски идентитети кои заборавиле кои се и што се. Македонец е човек кој горешто со сето срце и душа повикува кон Исуса Христа: дојди во Македонија и помогни ми. Со сето срце ја предавам Македонија во Твоја власт, ја враќам во Твоја собственост. За секогаш Исус, во секого Исус. Тој е во секого од вас, самиот дух што е вдахнат, тој е мало пламенче, но ти не му дозволуваш да се распланти, му треба масло, духот му треба, да те осветли однатре, да разбереш дека си никој и ништо,
дека си кал земја и ќе треба да ја обработуваш земјата. Твојата душа да ја обработуваш, ќе се враќаш во земја, во материјалниот свет. Пак ќе речам, има визија како се распаѓа овој свет. На коцки и слагалка, луѓето вреска, ти си лош Бог. Сакаме дома и тој ги враќа дома во материјата кај сатаната. Мало стадо кое со сето срце, душа и ум ќе повика со радост: Господе Исусе Христе, кај си бе другар? Едно куче дојде, мирен во името на Исус, да си мирен. Те сакаме, Господе Исусе Христе. Ти благодариме, те љубиме. Порано ќе се исплашев, например. Еднаш кога овде снимав завет, пред 2-3 години, 10 кучиња, беше рано мугра вака, сега немаше луѓе. Се згнаа по мене, и јас стојам, ја ставив камерата, околу мене ржат. Во името на Господ Исус Христос да се замолкнале. Шта, ама седна, околу мене седат 10-15 кучиња, јас снимам завет. Ете, тоа е, животните се дадени да му служат на човекот. Јас не се возгордејувам, јас сум сигурен, верувам дека Исус е мојот Господ и Спасител, дека Тој ме држи, Тој живее во мене. На Него се надевам, не се плашам од ништо, но не рипам од храмот сатаната, не го искушувам. Ајде рипни од храмот, ако сум Господ ќе ме спаси. Видете? Ако сум син Божи, нека слезе Духот Божи, но тоа не се случува секогаш по мојата волја. И љубовта е најголема, тоа останува во мене. Тоа ќе остане во мене, верата, надежта во кого се надевам. И љубовта, тоа се духовни категории. Тоа не е чувство, тоа е природа на нашиот татко. И затоа таа теорија дека има вечен пекол не е добра, зашто кој татко би му дал, ако синот му побара леп, би му дал камен, ако му побара риба, змија, па тоа се однесува на него. Те сакам, Господи Исусе Христе. Од земјата до небесата, бегај од нас сатана во името Исусово и не враќај се повеќе. Во името на Господ Исус Христос го кршам секој небиблиски завет од десната страна во силата, што е фрлен врз Македонија и Македонскиот полуостров. Сета таа омраза и негирање, Грција, Бугарија, Албанија, Србија, Косово, сите Словени, така наречени, целата земја, ја враќам во Твоја собственост. Признавам дека е Твоја, те сакам, Исусе, те повикувам горешто како македонец. Дојди во Македонија и помогни ни. Дојди во моето срце и помогни ми. Дојди во заедницата. Исусе, Исусе и само Исусе. Исусе, а што ќе правите вие без Него? Зарем можеш да го победиш овој неправеден свет кај што нема ни правда ни мир? И кој е кратко траен и минлив, бидејќи сатаната има малку време. Малку време. Тоа е секој еден од нас кој треба да повика кон Исуса Христа. Те сакам, Господи Исусе Христе, да останат во мене верата, надежта и љубовта за секогаш Исус. Амин. Доаѓам скоро, дојди, мили Исусе, во моето срце. Дојди, мили Исусе, во моето срце. И еве ке дојдам скоро, и со мене отплата, секому ке дадам според делата, колку љубов во срцата. Секому ке дадам според делата, колку љубов во срцата.